Годишниот извештај за тоа колку сме нетранспарентни дури и во рамки на самата институција, камоли пред граѓаните, говори и самиот документ. Најпластично тоа се гледа со еден едноставен податок, односно тоа што пребарав, ниту една друга општина не најдов со пократок годишен извештај од овој на главниот град. Дури во општините во состав на град Скопје имаат подолги и посеопфатни извештаи. Например, во Ѓорче Петров помнам дека имавме околу 20 на страни, на 20, одеа некогаш и околу 40. Во Аеродром исто така на 20 страници, во општина Центар тие достигнуваат и до 44 страници, во Кавадарци 104 страници, Зелениково 36 страни, Прилеп 75, Зрновци 22. А во извештајот на главниот град, институција што управува со најголем буџет во државата после централната власт, имаме само 16 страници. Дополнително некои општини одат дотаму што во годишниот извештај приложуваат јасна изјава од одговорниот сметководител за точноста и веродостојноста на податоците со име и презиме и потпис. Како што впрочем и налага добрата финансиска практика. Кај нас имаме само формулација извештај од одговорен сметководител, без ниту да биде наведено кој е тој одговорен сметководител во градот. Со други зборови, имаме документ кој треба да гарантира финансиска точност, а во него не е наведено ни лицето кое е презема таа одговорност. И токму ваквите детали најдобро покажуваат дека проблемот не е само во обемот на извештајот, туку и во односот, отчетноста и транспарентноста пред советниците, но и пред граѓаните. Ако во главниот град не може да се подготви сеопфатен и јасен годишен извештај за сопственото работење, тогаш навистина е тешко да зборуваме за сериозна финансиска отчетност пред Советот, а уште повалку пред граѓаните.